Добро утро повторно, токму така традиционално црвениот крст скоро секоја година како што едуцира во однос на тоа како правилно да се однесуваме во топлотниот бран, исто така и дели флаширана вода на нашите сограѓани токму на терен. Ово утро сме заедно со мој денешен гостин господин Аргент кој ќе ни каже подетално околу самите активности на црвениот крст. Да му посакаме добро утро. Добро утро и до вашите гледачи и добро дојдовте во просториите на Црвениот крст. Црвениот крст на град Скопје согласно акциониот план за превенирање на штети од топлотниот бран, традиционално како најавивте и вие, е присутен во најфреквентните места во кои што нашите граѓани се движат, односно на места каде што гравитира постара популација, луѓе, тие се знаеме, пазари, здравствени установи, автобуски постројки што директно се изложени на сонце. Црвениот крст, односно тимот за одговор при катастрофи заедно со волонтерите на општинските организации во период од 25 до 27 јуни, во временски од 11 до 16 часот беше присутен 3 дена, подели над 1700 шишиња вода. Нели, зборуваме за символична бројка, но целта е подигање на јавната свест од превенирање на штети од топлотниот бран. Знаеме дека градот е голем, дека тие 1700 шишиња се многу малце, но целта е сосема друга. Не вода, толку да превенираме колку што можеме, односно да бидеме дел од таа алка, да подигнеме јавната свест. Освен делењето на вода, едуцирањето во однос на тоа како да се однесуваме правилно во текот на летото, дали можеби мерите крвен притисок на граѓани како минатите години? Апсолутно, значи во самиот тим постои лекар, односно тимот е составен од лекар или парамедик и други волонтери кои се обучени за укажување прва помош. Доколку е потребно, граѓаните, односно тимовите, мерат крвен притисок и вршат транспорт доколку е потребно до здравствена установа, односно до домот на корисникот. Транспортот се прави исклучиво по проценка на самиот тим. Не секој можеме да го транспортираме, не таа услуга е во крајни случаеви. Нормално, мерење крвен притисок, совети од страна на нашите лекари према граѓаните се остало, и како се. Неблагодарно да реферираме со бројки колку пати е измерен крвен притисок, пошто тоа е минорно, значи секој граѓанин доколку нормално покаже интерес, тимовите се за нив, временскиот период е тој, доколку видите нели нормално дека екипите се присутни на терен, слободно можете да побарате и таа услуга. Ете некоја символична бројка на луѓето на кои што им мерите крвен притисок или пак делите флаширани води, но какви се реакциите од нашите сограѓани? Дали можеби бараат дополнителни некои совети од вас или слично? Знаете како, веќе над 18 години сме присутни со оваа активност низ улиците на градот Скопје, веќе е препознаена како активност од страна на граѓаните. Совети се разноразни. Значи имате и претежно станува збор за постара популација кои што и како сакат да дознаат повише за нивното здравје, односно да направат мала консултација со нашите лекари. Тимот е за нив. Слободно граѓаните може да ги прашат, може да се обратат до кај нив. Помладите прашуваат ли? Ние сме поднебие кај што помладите не прашуваат, помладите се по дигитално образовани, така да сами се едуцираат. Ако веќе правиме некоја таква паралела, постарата популација таа која што пара совети од нашите тимови. Пред самиот крај некој совет до нашите гледачи во однос на тие совети кои што ги давате на нашите сограѓани за време на овие активности? Мислам дека сите веќе знаеме, носете светла облека, доколку не можете доколку не требате, не бидете директно изложени на сонце во период од 11 до 16, нормално доколку работните обврски ви го налагаат тоаш користете заштитна облека, односно капа, цвикери, односно на очила за сонце, не конзумирајте обилна храна, не конзумирајте и алкохол доколку и тоа е, пошто познавајќи го нашето поднебје, тоа е дел од нашите секојдневни алкохол и се остало. Така да чувајте го вашето здравје,
не бидете дел од нечии статистики, така да вие крај крајава сте најбитниот се. Ви благодарам многу за сите информации. Ви благодарам и вас што колку толку заеднички предонесуваме да ја подигнеме јавната свест од топлотниот бран. Благодарам уште еднаш. Сите овие активности на Црвениот крст се со само една цел да ги едуцираат нашите сограѓани во однос на тоа како да се заштитат од самите високи температури и како правилно да се однесуваат во летниот период, а се разбира дека доколку има потреба Црвениот крст ќе продолжи во идниот период, односно во текот на летото повторно да ги спроведува сите овие активности.